Министерот за здравство Никола Тодоров викендов ја посети болницата Јасенова. Преку 2,2 милиони евра беа вложени во реконструкцијата на болницата, особено значајно, вели Тодоров, е што покрај реконструкцијата на сите павилјони поведено е користење на алтернативни извори на енергија, но престојуваат и нови зафати. Разговаравме со директорот за партерното уредување. Они имаат план партерно комплетно да го средат, имајќи предвид дека тоа сега следи во пролетниот период. А исто така сум известен од директорот дека во план е и набавка која што треба да овозможи комплетно обележување на целата болница. Имајќи предвид дека во болницата на повеќе места недостасуваат вакви знаци кои што ќе бидат добар ориентир за пациентите кои што доаѓаат во здравствена установа. Исто така има еден проблем на кој што треба да се фокусираме во наредниот период, а тоа е проблемот со превозот. Имаат еден автобус кој што е доста стар и ние како Министерство за здравство ќе се обидеме да го решиме и овој проблем. Еден од погорливите актуелни проблеми на болницата Јасенова е превозот, односно стариот автобус кој ги носи вработените и пациентите до болницата. Министерот најави набавка на ново возило за оваа потреба, а директорот на болницата вели дека од особено значење затоа што секојдневно им се зголемува бројот на пациенти. Тргнувајќи од 2011 година сукцесивно расте бројот секоја година. Ако имало во 2011 година 2900 амбулантски болни и 1000 лежечки, 2012 имаше 3000 амбулантски, а 2013 лани завршиме со 5000 пациенти. Значи 5000 амбулантски и 1200 болнички. Со тоа што сите капацитети не беа пуштени во употреба и сега комплетно со пуштени. И ако не постои мој термин, мислам дека ќе не можеме ни дома да си одиме. Вкупно 75 кревети и 4 апартмани има во болницата Јасенова. Незиното раководство информира дека покрај во реконструкција и услови за работа се вложувало и во медицинскиот кадар. Па така, од 5 мината специјалисти по интерна медицина, од неодамна еден е веќе субспецијалист по пулмологија, а друг наскоро ќе почне субспецијализација по кардиологија. Како до поздраво срце советуваа младите од општинската организација на Црвениот крст од Велес, придружување од лекари и заштитното лице на кампањата фудбалерот Панче Кјумбев. На штанд во близина на гимназијата, викендов случајните менувачи добиваа едукативни флаери, но и балон во форма на срце како символ на овонеделната кампања. Докторите повеќе советуваат, а ние само ќе ги доделуваме едукативните флаери и ќе даваме балони како символ на срцето. Исто така ќе правиме вршнички едукации во текот на овој месец, односно другата и подругата недела, кои ќе ги обучуваме младите, односно ќе им ги даваме основните знаења за заштита, да го заштитат своето срце, да имаат поздрав живот, и исто така и да се исхрануваат поздраво. За фудбалерот Кјумбев е логично токму спортист да биде заштитно лице на една ваква кампања. Вели дека покрај здравата исхрана токму спортот придонесува за поздраво срце, па затоа апелираше за подигање на свеста кај локалното население за важноста на спортските активности во секојдневниот живот. Сведоци сме дека на попладне на градскиот стадион доста луѓе спортуваат и трчаат, меѓутоа за мене тоа е малку, значи морам помасовно. Мене ме радува тоа што сега во училиштата се удира голем акцент на физичкото воспитување на спортот и се надам дека тие часови можеби да се зголемат, зашто не секој ден да имаат барем по еден час физичко воспитување. И кажам, значи спортот е здрави, јас знам по мене, јас сум веќе 34 години, меѓутоа редовно имам на контроли и секогаш кога се проверувам, докторите од прва забележуваат дека сум спортист затоа што здрав сум. Лекарите советуваат што повеќе овошје и зеленчук и сфрлање на брзата храна, газираните пијалаци, алкохолот и цигарите. Велат дека бенефитот од овие превентивни мерки ќе биде видлив во подоснежните години од животот на граѓаните. Секојдневно ќе забележиме дека бројот на луѓе кои џогираат, спортуваат под спортските терени во градот Велес, значи кои трчаат низ паркот или пак низ стадионот е се поголем и поголем. Тоа е една општа колективна свест која се подигнува.
И Црвениот крст долгорочно работи на подигање на колективниот свест. Резултатите кои ги работиме денес ќе се видат тек по 20-30 години, бидејќи работиме со популација која ќе остари и која треба да им го продолжиме животот да не настанат компликации во позните години, значи кога ќе бидат возрастни. Неделава продолжуваат активностите на Црвениот крст во рамки на неделата за борба против кардиоваскуларните заболувања. Владата со нова мерка за намалување на невработеноста. Целна група се младите до 29 години. Мерката се однесува најмногу на работодавачите, кои доколку вработат лице до 29 години, владата им овозможува низа поволности. Ке бидат ослободени од обврските да им плаќаат пенсиско, инвалидско, здравствено осигурување. Агенцијата за вработување интензивно врши средби со младите, со цел да ги запознаат со можностите за вработување. Цел не е да ги запознаеме младите, претежно младите лица до 29 години со нашите активни мерки, кои што веќе од 2007 година навеќе редовно секоја година течат. Значи ќе го презентираме оперативниот план на 2014 година и сите мерки. Се што ги интересира може да не прашаат, да ги доближиме до нив, пошто овој пат имаме и две нови мерки кај што баш се вклучени младите лица. Работодавачите ќе имаат обврска да ги задржат вработените во период од 12 месеци и освен што ќе бидат ослободени од плаќање на социјалните придонеси, ќе бидат ослободени од плаќање на персонален данок на доход. Оваа мерка, според надлежните, представува олеснување и поддршка за бизнис заедницата, затоа што државата им ги намалува трошоците за ангажирање работен кадар и можат да ги употребат за друга намена за развој на нивниот бизнис. Според статистиката на Агенцијата за вработување се работи за 45.000 лица, од кои 25.000 активни баратели на работа, а 20.000 пасивни. Општинското основно училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот прослави 101 година од своето постоење. Пред присутните гости во Народниот театар, учениците од Джинот прикажаа богата уметничка програма. Директорката Гордана своите ученици вели дека во изминатите 4 месеци вложиле многу труд и интензивно работеле на целата програма. Оваа програма ја спремаме веќе 4 месеци. Учениците беа и покрај тие ученици што ги имаме 400 да се направи еден таков избор, голем хор да се состави за да се подготват сите овие сплет на народни песни традиционални кои што ги пее нашиот народ, нели? Со желба, со љубов секојдневно се вложува вежба, се подготвува, пресретни се вечерва што можат да го представат пред волку голем аудиториум на публика и се надевам дека ќе биде прекрасно и сите ние како колектив сме премногу задоволни од сето ова што се подготви. Во рамки на проектот меѓуетничка интеграција во образованието, училиштето неодамна го потпиша меморандумот за соработка со општинското Рајко Жензив во Ризари. Проектот предвидува заедничка работа на учениците од двете училишта со цел што подобро да се запознаат со националните и религиски обележја, настани и обичаи. Патрониот празник на Джинот беше уште еден повод за заедничка соработка помеѓу двете училишта. На тој начин градиме мостови помеѓу различностите и сличностите што ги имаме ние како различни вери, вероисповеди. Дружење на учениците е се со цел да се подобри воспитно-образовниот процес, дружењето меѓу учениците и да дадеме многу поголемо значење на она што е човечкото во луѓето. Прекрасниот настап на хорот, модерниот балет, театарска представа беа само дел од богатата програма која учениците ја представија пред присутните по повод патрониот празник. Малопродажните цени на бензините од ноќеска на полноќ се зголемуваат за 1 денар. Дизелот и екстралесното масло пак поевтинуваат за половина денар. Ова е одлуката која донесе регулаторна енергетика. Согласно оваа одлука, цената на Евросуперот 95 од утре ќе изнесува 79 денари за литар. Евросуперот од 98 октани пак ќе се продава по цена од 80,5 денари за литар. Новата цена на дизелот со намалувањето од половина денар ќе изнесува 68,5 денари, додека на екстралесното масло за домаќинство 57 денари за литар.
Со корекцијата на цените, предвидено и намалување на мазутот, кој од утре ќе се продава по цена од 40,698 денари за килограм. Новите цени доаѓаат како резултат на движењето на цената на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период, како и курсот на денарот во однос на доларот.